Почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за депресија кај деца и адолесценти. Моја гостинка и соговорничка во студиото е доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Доктор Симеонова, добар ден. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден, Александар. Ви благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи на вашата емисија. Докторка, зборот депресија можеби секојдневно го слушаме при комуникацијата со нашите блиски, познаници, соседи, роднини. Меѓутоа, што всушност представува депресија? Така. Депресијата на вистина, можеби и културолошки, секојдневно слушаме леле денеска не ми е денот, нешто многу сум депресивна, многу сум депресивен. На вистина е така. Меѓутоа, кога би размислувале од психијатриска гледна точка, како еден клинички ентитет, депресијата представува расстройство кое што го, како да кажам, го зафаќа афектот, односно расположението, директно, причински, последично, делува на расположението на индивидуата. Тоа би значило дека депресијата, за да кажеме дека некој пациент, односно нели клиент е депресивен, треба да има најмалку снижено расположение 2 недели. Ова е според меѓународната класификација. Дефиниција стандардна. Кој што нели секој кога би побарал би имал прилика да ја види. Меѓутоа, депресијата кај адолесцентите, односно кај младите, апсолутно не означува само снижено расположение. И заради тоа мислам дека денеска разговараме за една многу значајна тема со која што ќе направиме многу честа во праксата така, бидејќи последните анализи ни покажуваат дека 1/5 од младите се депресивни. Тоа би значило дека ако на пример имаме 25 ученика, дека можеби 5 патат депресија, што тоа е навистина една голема бројка и не смееме да ја игнорираме. Да, сите или кога би сакале да ја доближиме до оние хронични други болести, ништо помалку не е често од кардиоваскуларните нарушувања. Така што навистина е нешто за кое што треба да се подигне свеста кај. Да, на прак сме на епидемија, можеби веќе ова состојба и сите оние причини, ризик фактори ќе ги споменеме во текот на емисијата. Покрај депресија многу често слушаме и анксиозност. Значи, овие два поими, термини или состојби, расстройства се навистина многу поврзани и блиску. Колку е тенка таа линија помеѓу анксиозност, страф, еве да го наречеме, и депресија, односно депресивно расстройство, кое за жал е малку поспецифично и бара подолг третман? Така. Знаете како, анксиозноста како една состојба е сосема природна појава. И знаете, често пати слушаме како претест му велат нели родителите на детето да не се грижиш, што и да направиш не е страшно. Меѓутоа анксиозноста тука е природна. И кога имаме исчекување, кога имаме антиципирање на одредена активност која што би се случувало, сосема е природна. Така што анксиозноста како една состојба е сосема природна. Кога е во рамки нели на нормала, кога не го загрозува функционирањето на индивидуата. Меѓутоа, кога би сакале да ја компарираме со едно депресивно расположение, односно снижено расположение, па и сниженото расположение е нешто што може да биде типично. Самото расположение низ текот на денот нормално да осцилира. И нормално да во текот на денот, иако посебна причина не се случило, да имате поснижено расположение. Меѓутоа, клинички ентитет на анксиозност и на депресијата станува во оној момент кога ќе видиме дека ја преплавува личноста, кога личноста се ја пребојува, буквално пребојува, да. И активности кои што можеби претходно ни биле интересни, претходно ни биле вообичаено значајни за нас, губат интерес. И анксиозноста е тенка линијата, да, вие велите дека е тенка, и навистина е тенка, бидејќи на хронична анксиозност, една хронични, например, панични напади кај личноста, така е, може да доведе до една депресивна состојба. Зашто? Бидејќи личноста е уморена, просто таа волево нагонска сфера е исцрпена и како да едноставно вели јас повеќе не можам вака, јас сум уморен од целава состојба, јас веќе не можам да се борам со тие панични напади. Па тука може таа состојба да речам да се преурами, да премине во една депресивна слика. Така што дефинитивно станува збор за една тенка линија. Така веќе кога ќе премине во депресивна слика или депресивно расстройство, што довело, кои причини доведуваат до такво однесување или расположение или борба со секојдневните моменти и мигови, да ги наречеме? Така. Јас сум пред се детски психијатар и секогаш секогаш сакам да ги вратам луѓето во детството. Иако нели можеби не сум адултен психијатар, меѓутоа сакам да ги вратам луѓето во детството. Тука почнува се.
И она кое што дефинитивно и науката ни го кажува е дека за да се биде депресивен, дефинитивно треба да има нека генетска предиспозиција. И тоа се правени студии со монозиготни близнаци, каде што виделе дека 40% од монозиготните може да развие депресија, слично што ни кажува дека станува збор за генетска компонента. Меѓутоа, ако сакаме да разбереме тип на воспитување кое што го имаат родителите, а тоа е секојдневно, е дека децата кои што се негативно воспитувани, односно каде што родителството било дисхармонично, каде што детето потекнало едно дисфункционално семејство, и да има минимални, да речам, генетски предиспозиции да развие депресија, дете сигурно ќе развие. И она што можеби сакам да го апелираме дека 75% од нарушувањата кај возрастните бележат несреќно детство. Значи се тргнува од детството, се тргнува од таму, да. И ако затоа се е најде убаво таа да се причина, вратиме таму. тогаш и полесно ќе се надмине оваа состојба. Така е. Докторка, тука ќе ги поканеме нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашање за денешната тема депресија кај деца и адолесценти, иако доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија во клиничката болница Аџи Бадем Систина, како што рече, е детски психијатар, сепак може и вие повозрастните, доколку имате некоја ваква состојба, слободно да се јавите на добро познатиот телефон 023116 566, секако ќе добиете веднаш совет и насока како да пред се да си помогнете себе си и дали имате потреба од соодветна стручна помош. Докторка, во очекување на прашањата од нашите гледачи, има ли некој период во детството каде децата најчесто страдаат од депресија, на која возраст вообичаено? Така, има Александар и тоа обично се работи за адолесценцијата. Ако сакаме да најдобро разбереме зошто е баш адолесценцијата, односно зашто се јавува некаде до 10-та година, па нели, кулминира во раната младост, тоа е заради тоа што самата адолесценција по своите карактеристики носи низа на промени, каде што детето треба веќе да почне да создава собствен идентитет, каде што треба да одговори на културолошките разлики кои што ги има со возрастните, каде што треба да научи да ги контролира своите волево-нагонски сфери и слично, и нормално и очекувано дека тука кризата, самата развојна криза, бидејќи ние секогаш како психијатри размислуваме дали нека криза која што се случува е развојна или акцидентална. Конкретно ова е самата возраст носи доста развојни кризи, па заради тоа и многу често се јавува. Она што добива пандемиски размери во денешно време е заради тоа што младите од најрана возраст ние ги, како да кажам, ги растеме допамински. Велам допамински заради тоа што од најмала возраст децата умеат да скролат на телефон, умеат да користат уреди. Докажано е научно дека таа стимулација, тоа скролање на телефонот е слично како една кокаинска, да речам, реакција. Тоа е толку една моќна зависничка реакција, зависност така, што просто децата кога не им даваме стимуланс, значи ние како да ги учиме од најрана возраст дека они треба да имаат стимуланс. И они кога немаат стимуланс, они просто запаѓаат во едно неразположение, кое што нели ако добие еден хроничен тек, тогаш зборуваме за клиничка депресија. И докажани се студии заради таа допаминска стимулација која што имаме во денешницата, дека ние не можеме на младите да им ги земаме телефоните. Апсолутно, тоа е средство за комуникација, меѓутоа можеме да ги стимулираме ендорфински, бидејќи ендорфинот да ги ограничиме и насочиме. Да, човекот кога има ендорфин, он знае колку му е доволно. Тоа е зашто после интимен однос возрастните имаат ендорфини, знаат колку е доволно. Тоа е зашто кога ќе се извежбаме, ние знаеме дека мускулите веќе се во ред и дека е доволно. Ендорфинот вели доволно. Чоколадата вели земи уште. Чоколадата е допаминска. Така. Телефонот е допамински. Вежбањето, поминувањето време во природа, тоа е ендорфинско. И заради тоа кај децата мораме да го јакнеме и оној ендорфински момент на ослободување на ендорфините, заради тоа што допамините се опасни. Да ги социјализираме повеќе. Така, и да ги вратиме на улица, да ги вратиме во реалноста, нешто кое што нели ние како млади сме имале прилика да го правиме. Така, но за жал денешницата и сето тоа носи навистина загрижувачки бројки на деца со депресија. Да ги слушнеме прашањата од нашите гледачи, да дадеме предност на гледачите, па ќе продолжиме околу сите тие состојби и знаци, реакции, се околу темата подосна во емисијата. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Во програма сте, повелете. Ќе ве молам втората линија. Добар ден. Добар ден, да. Ве слушаме, во програма сте, повелете.
Дали сум јасна... Вие сте во програма, повелете доколку имате прашање. Доктор и до водителката, едно прашање сакам да прашам, се работи за дете од 16 години. Така. Адолесцента, а имаме развојна дисфазија, имаме кетокина и респиридон. Ама проблемот е што не може да се уклопе со генерацијата негова, одиме редовно школо, котајме ги на главата, имаме шилет, збран ностоп. Докторката мислим дека може да ми објасни што тоа поточно. Доколку ја разбравте добро гледачката? Сака гледачката да добие одговор за состојбата или за адаптацијата на детето? Тоа не За адаптацијата на детето ми треба помош. Како би поступила ја како родител на детето да му помогнем за да може да се зрее со неговата генерација? Така, за да не се осамостојува така. Како помало да сме кај доктор Наталија Ангелкова, после кај Лејла, а теа и одиме кај друг доктор. А која диагноза, рековте, ја има детето во Развојна дисфазија. Развојна дистаблија. Така. Така. Ви благодарам, ќе добиете совет да веднаш и како да постапите како родител, да предпоставувам како секој родител сте загрижени исто така, да меѓутоа за се има лек, како што се вели. Така е. Оно што би ја советувала гледачката е верувам дека бидејќи она напомена дека до сега нели детето е третирано и следувано од специјалисти од детски невролози и медикаментозно третирано. Верувам дека моите колеги објасниле на мајката нели што тоа значи, бидејќи кога детето зема одредена терапија и конкретно ова дете кажа дека прима рисперидон кој што представува антипсихотична терапија, дека едноставно нели секако зависи дозата, дека повторно напомена дека зема и депакин, едноставно самата терапија знае да делува на расположението и знае да делува на оние, да речам, волево-нагонски сфери. Очекувано дека кога ќе се јави одредена болест или расстройство како што конкретно е на нејзиното дете, самиот адолесцентен тек не може да биде типичен. И одредени состојби, за жал, во детската психијатрија и детската неврологија не кореспондираат со еден типичен развој. И заради тоа треба нејзиното дете да го споредува со тоа како било претходно. Да се фокусира дали нејзиното дете напредува за разлика од тоа што било претходно. Да не го споредува со врсниците, заради тоа што одредени состојби во детската возраст ја намалуваат, како да кажам, емоционалната зрелост на сметка на хронолошката зрелост. Например, едно 15 годишно дете не секогаш знае да одговара на 15 годишен врсник. Така што да делува, колку што може повеќе да го вклучува во активности каде што се врсниците, меѓутоа не е лошо да го следи постојано, денеска направи ваков позитивен чекор. Усети регрес, тука да се јави, да се обрати на доктор, па да се види како да се интервенира. Вака е многу општо и неблагодарно да се коментира подетално. Така е. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, во програма сте. Поздрав до вас и до докторката. Поздрав и до вас. Имам едно прашање до докторката. Се работи за помозрасна личност со диагноза анксиозна депресија. Препишано моментално Зампекса, но не ја поднесува. Дали постои некој антидепресив што не предизвикува нус појави на природна база? Во ред, ви благодарам за зајавувањето, да секако и вие ќе добиете совет за повозрастна личност и како што рековте да секоја ваква психијатриска терапија, да ја речеме, си има нус ефекти или несакани ефекти, пред се промена во расположението. Така е. Оно што би сакала да го напоменам на гледачката е дека кога мој колега, специјалист, препишал одредена терапија, верувам дека имал сигурно идеја зашто го прави тоа. И генерално ние следиме целокупната состојба и препишуваме терапија што сметаме дека во моментот е соодветна. И заради тоа би било неблагодарно да телефонски јас ја менувам терапијата која што специјалист кој што го исследил младиот пациент ја дал. Меѓутоа, во однос на дали постои на природна база, да постои, и тоа е 5-HTP,
тој 5-хидрокситриптофан, супстанца која што се зима наутро, која што делува на конверзијата на серотонинот, односно која што релативно подобрува расположение. Меѓутоа, ако станува збор за клинички ентитет кај млада особа, бидејќи не знам колку е таа особа млада, ние обично кај помладите дечиња ја даваме оваа супстанца. Да, на природна основа, да, секако за помладите. Да, на природна основа, бидејќи да, ние сме навистина лимитирани со терапија, со фармакотерапија во детска возраст, така што може да се консултира со нејзиниот доктор. Така. Докторка, кога ги споменавме современиот начин, повторно ќе се вратиме кај причините за појава на депресија кај деца и адолесценти, покрај компјутерите и современите сите оние уреди, скролањето кое го рекавте како зависност, што друго може да биде причина за појава на депресија кај децата? Еве, исто така вклучивте и споменавте и дисфункционално семејство, деца во дисхармонично семејство кои растат и се развиваат. Може би не тогаш, но подосна во животот сите тие знаци ќе им излезат на површина. Да. Вака. Она кое што на почетокот го зафативме и него баш добро, може би детално објаснивме, само сакам да објаснам што значи депресија кај деца. Не значи само снижено расположение. Значи промени во афектот, промени од иритабилно однесување, промени во сонот, промени во учењето, промени во концентрацијата. И сега, ако сакаме на ова да го надоврземе што све може да доведе до ова, нели, бидејќи ова е клиничката слика на адолесцентите, јас би направила едно пластично доловување на ситуација дома. Кога дете се развива, кога е во интензивен раст, бидејќи некаде до 5-та година 80% детското мозочје архитектоника е веќе кригана, и обично на пример еве на дете ќе му падне чаша и клеј колку си смотан, како ти падна чашата, па ти можеш ли волку смотан да бидеш? И ќе видите еве на сабот утре да отидете во парк, ќе видите како се разговара со децата. И што се случува? Тука се формира еден катастрофичен модел во главчето на детето, каде што мозокот како еден орган кој што работи 24 часа, нели, кој што не мирува, докажано дека има некаде 8 до 12.000 автоматски мисли. И всушност што и да не успее тоа дете да направи, него му се враќа на слика: јас сум смотан, мене за ништо не ме бива, нормално, мене за ништо не ме бива. И тоа е реченицата која што најверојатно има слушано во раното детство. И сега кога би сакале да знаеме што може да доведе до депресија кај деца, односно што може да доведе до катастрофирачко размислување, апсолутно е начинот негувањето, воспитувањето на децата. Родителите се препаднати од модерното живење и немаат време, едноставно така работат, ни за насмени, дежурства и слично, каде што се отсутни од домот. И децата просто како да се оставени на некој начин да се воспитуваат сами или да се воспитуваат со тие уреди. И таа реципрочна социјална комуникација која што е природна, која што е биолошка, која што е развојна, изостанува. И една мајка која што би требало, например, еве кога ќе му даде на детето нешто, мајката ќе биде пример 20 сати на работа за да пример му купи на детето тротинет зашто имаат след деца. И детето ќе го скрши тротинетот, пошто е дете и пошто нормално да се скрши тротинет. Ќе каже: јас цел ден работам, ти тротинет да добиеш, видиш што му правиш ти на тротинетот. И автоматски мајката кога не би му купила на пример тротинет на детето, а би се задоволила со тоа да си игра и да бои со боички, а го прави тоа на топол начин, детето многу посреќно ќе биде. Така е. Него да му дава нешто за кое што утре ден ќе му пререче. И просто како воспитувањето да цело време е фокусирано вака, и тоа е една од главните причини, и повторно ќе кажам, и короната како едно искуство кое што ги имавме крајно негативно, доведе до значен пораст на депресијата кај млади, што секако и вилвака. Тогаш и 2 години нема континуитети во образование и во училиште, се затворија. Еве токму во тој сегмент, значи некако имаме представа дека децата губат контакт со реалноста, значи живеат во тој имагинарен виртуелен свет, значи тоа може би е една од најчестите причини во ова секојдневие. Предпоставувам и во пракса исто така се соочувате. Сигурно, па и псевдоаутизмите, кога ние не знаеме дали детето навистина има аутизам или е псевдоаутизам индуциран од прекумерна употреба на технологија, да, не прави конфузија. Апсолутно е така. И пак ќе кажам, ние не можеме да знаеме генески со што сме оптоварени, меѓутоа можеме да делуваме превентивно. А превентивно секако се делува со добро воспитување. Така. Веќе ги слушам колегите дека имаме втора група на јавувања од гледачи. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден, ве слушаме. Ало? Добар ден, во програма сте. Добар ден и убав ден да имате. Исто и вие, добар ден, повелете. Вака, поможе да ме објасни докторката. Сум била на 6-17 години,
ми кажаа нешто на мелиот мозок на нервна база, ако нешто ми дава, некои лекови, многу подобрување, значи дојдо добро усвоен и све. Сега сум на 70 години. Сега истите симптоми ги осеќам, па едно 2-3 месеца така. Како да гледам од високо, како да не гледам со очите, у тилото, вратото, проблеми осеќам страви, стресови. А на голем стрес сам дома, па ќе молам докторката да ми објасни кај да се обратим и имам нешто на билна база, ќе ме молам. Така, дали тој период 16-17 години, како што рековте, имавте некоја случка, нешто да ви се случило тогаш тој период? Да, имаш и тогаш како и сега. Во ред, да, мислам дека не се разбравме дали нешто специфично ви се случило, па за да дојдете до таа состојба, можеби некоја загуба или некоја травма, несреќа, нешто слично, за да може да ви одговори докторката. Да, нервозна и сега исто пак имам и сега ќе молам докторката ако може да ми објасни кај да се обратим или нешто на приватно. Да. Секако ќе ви даде насока да бидејќи е детски психијатар, сепак да има соодветни стручни адултни, како ги велите, за возрастни психијатри, да секако ќе добиете совет, само смиреност, трпение и желба за добро здравје, тоа е пред се најважно. Благодарам и све најдобро. Исто и вам. Јас ќе се заблагодарам на гледачката за прашањето, бидејќи она кажа нешто што е многу важно, а тоа е дека еднашка јавена депресија или некаква клиничка слика на некакво си расстройство, често пати го гледаме повторно. И она што е многу важно исто така е дека кога еднашка на луѓето ќе им се случи нешто што ќе ги припадне, они вториот пат лесно го препознаваат. И проблем е да се препознае првиот пат. Зашто велам проблем е да се препознае во детството? После како возрастна личност веќе го препознава дека тоа е истото. И многу полесно се јавува на лекар и многу полесно се охрабрува да појде. Она што е специфично е дека господјата напомена на невровегетативна симптоматологија, типот на ми се врти, ми се лоши, не можам да гледам одоле. И обично страв, стрес. Обично знаете како кога нешто подолго емоционално го чуваме во нас, знае реактивно да се јави со низа на соматски симптоми, кои што пак и го избегнат посетата можеби на психијатар, ќе побараат кардиолог, не знам, невролог или слично, со што би некако полесно би поминале во процесот, нели да речат мозокот е во ред, меѓутоа нешто друго се случува. И тоа е на невровегетативна симптоматологија која што знае да биде во склоп со една претечка анксиозност. Така што ја советувам господјата, особено кога веќе има искуство дека еднашка било на лекар на 16 години и помогнало, што му нема толкава пауза, да речам, временски интервал каде што функционира уредно и сега се јавува нели во една зрела доба, препоставувам, едно празно гнездо кога децата се можеби се сепарирани или нели, можеби е само во домот, очекувано дека тука може да се реактуализира таа водечка симптоматологија, така што не е лошо да се јави на... дека многу често се повторува состојбата, да. Така е. На психијатар, да, претпоставувам, во зависност од местото на живење, да, преку матичниот ќе консултирате, има и во секундарно и приватни психијатри исто така работат токму за надминување на овие состојби. Ќе вклучиме уште една гледачка, подолго време чека на линија и ќе продолжиме со разговорот. Почитувани, во програма сте, повелете. Ало. Добар ден, ве слушаме. Се поздрав до водителот и докторката. Поздрав и до вас. Едно прашање до докторката. Мојот сопруг има околу 70 години и праеше операција пред еден месец, не полмесец, а пред операцијата доби некој стрес, нарушен сон, нервозен, напнат, намалено положение, страх, вознемирен. Што да правиме? Тоа предпоставувам комплицирана операција, со мисли. Пред операцијата. Да, тоа обично се случува предходно состојбата со мозокот кога многу размислуваме. Така е, да, ќе добиете и вие совет, да, секое добро и вам и на вашиот сопруг. Така, и ова што го праша господјата е нешто кое што ни помага малку да разбереме анксиозноста подобро,
е што кога личноста е препадната од некоја, па ќе кажам, акцидентална криза, како што е сообраќајна незгода, како што е нешто што е неочекувано, како земјотрес и слично, просто како личноста да своите компензаторни механизми, своите его снаги се нарушуваат. И очекувано дека во таков момент ќе имаме водечка анксиозност. Так. И таа анксиозност која е предоперативна е сосема атипична. И знаете како операцијата секако сите знаеме дека нели е инвазивна процедура, носи низана ризици, така и ние подпишуваме заради тој прашалник нели кога влегуваме да се оперираме, дека нели се може да се случи во текот на таа интервенција. И доколку таа криза кај супругот е, да речам, постепено редуцирана, во тој случај нема потреба да се нели да посетува психијатар и да бараат помош. Меѓутоа, ако оваа анксиозност претечка обстојува, ако е пратена и како што кажа, бидејќи ги напомена симптомите предоперативно, дека имало инсомнија, неспиење и сето тоа, и секако заради тоа што мелатонинот како хормон на сон дефинитивно се конверзира тој серотонин претходно, што ни укажува на снижено можеби раздразливо расположение, треба да посети лекар ако оваа симптоматологија перзистира. Меѓутоа, доколку пациентот, односно нејзиниот сопруг, е постабилен од тоа што бил и постепено се бележи редукција на водечката симптоматологија, во тој случај нема потреба, како што се вели сите тие состојби, така е. Ќе вклучиме само уште една гледачка и ќе продолжиме бидејќи имаме уште 15 на минути, доволно време за да ги спомнеме сите симптоми, знаци и само помош пред се во фамилијата кај деца со депресија. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Дали не слушате? Ало. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторката, поздрав до студиото. Поздрав и до вас. Јас сум една личност, исто како претходните што објавуваат со депресија, со анксиозност и со расстройство, нерасположеност, така цело да треперам, ќе пијам за анфексата, по 75 милиграма, без пред еден месец на контрола ми ги препишаат каликста, по еднаш половика на вечер да пијам одит, ама истата ми е ситуацијата пак, немам некое подобрување и целата сум така расстроена, како нервозна, а онака па за спиење спијам, навечер си легнам спијам преку цела ноќ и на сабајлето пак мислам дека ако легнам пак ќе спијам. Па да, вообичаена реакција е тоа. Да, секако ви го разбравме прашањето, да секако и вие ќе добиете накратко совет за вашата состојба. Така, она што би апелирала до гледачката и до многумина пациенти кои што јако примаат терапија, да кажам, се оплакуваат на следниве симптоми, би направила една компарација како, например, со еден пациент кој што има диабет, прима инсулин, а при тоа јаде торта. Најверојатно дека инсулинот кој што го прима нема баш да помогне многу во однос на регулација на шеќерот. И обично пациентите очекуваат дека кога ќе дојдат кај психијатар и кога ќе се препише одредена фармакотерапија, дека они доколку не променат ништо, едноставно апчињата ќе си го направат своето. Апчињата дефинитивно делуваат на мозочната пумпа. Дефинитивно они таа продукција на серотонин. И тоа поспаност, како што ја споменуваме, сигурно прави и прават сталоженост, и прават одредени нормално во индукција, во воведување, прават одредени несакани ефекти. Ние тоа храбро им го објаснуваме на нашите пациенти. Меѓутоа, за да очекуваме посериозни промени во однос на расположението, ние мораме да си помогнеме со нашиот лајфстайл, со нашиот стил на живот, заради тоа што ако ние пример, останеме дома, останеме изолирани, ако немаме социјална реципрочна комуникација, што е природна, биолошка, човечка потреба, и ако останеме само со тие таблети кои што ги взимаме, очекувано дека нас многу нема да ни помогнат. Така што не е до лековите, него е малце ние треба да им помогнеме на лековите. Така е. Се зависи од нас самите колку сме мотивирани и имаме желба да ја надминеме или подобриме ситуацијата. Лековите се таа, да речам, каписла која што ни помага, меѓутоа и ние сме тие кои што треба да возвратиме нели на лекот. Така е. Докторка, ги слушнавме дел од симптомите како се манифестира кај возрастните, бидејќи имавме претежно повозрастни, но како депресивното расстройство, односно депресијата се манифестира кај децата во однос на однесувањето, кои знаци и симптоми
тие ги манифестираат, ги покажуваат. Така. Би сакала да нагласам дека она што самите вие го рековте, дека афективната компонента што ја слушнавме кај возрастните, дека нели они имаат снижено расположение, кај младите баш и не е прво нешто што ќе видиме. Они ќе бидат многу раздразливи. Они ќе бидат просто како да сакаат да опозиционираат на се што ќе ние возрастни кажеме, ќе бидат бунтовни. Дел од нив зависно нели од темпераментот ќе се повлекуваат, ќе се изолираат. Дел од нив кои што биле да речам можеби и по природа интроверти, дополнително ќе добијат просто како едно тврлувачко однесување кон родителството нели дома. Потоа ќе имаат нарушување во сонот, во смисла дека имаат хиперсомнија или ќе имаат инсомнија, односно или баш нема да спијат најдобро или ќе спијат премногу. Ќе им се промени тој циркадијаден ритм, во смисла покасно ќе заспиваат, покасно ќе стануваат и слично. Ќе кажат дека на училиште имаат намалена концентрација како да помнењето. И тоа е заради тоа што долготрајното нерасположение делува на таа зона, на тој хипокампус кој што ни овозможува да ние сме сконцентрирани, да помниме, да освојуваме нови вештини. И тоа ќе нив ќе биде многу изразено и они ќе кажат да, ја учам цел ден, ама не можам да постигнам. И навистина они не ве лажат, они учат, ама едноставно немаат концентрација. Така што тоа се некои низа, да речам, апетитот исто така може да страда. У смисла да страда, кај некои деца ќе видиме парадоксално ќе има зголемен апетит, кај некои деца ќе има инапетиција, односно намален апетит. Да, и така е. Дефинитивно релативно е таа симптоматологија, меѓутоа ќе бидат алтерирани овие подрачја. И затоа велам таа цела волева нагонска сфера. И од тој аспект би било добро да ние тоа го препознаеме како родители, заради тоа што тоа не е, они знаете како маси го нормализираат родителите, па добро тоа е адолесценцијата. Па да, адолесценцијата стварно е климава, меѓутоа адолесценцијата има осцилации во расположение, има бунтовност, меѓутоа осцилирачки е. Значи не е тоа едно константен терк на детето, а депресијата и анксиозноста се еден константен терк кој што вие ќе видите дека просто тоа убаво расположение, таа насмевка малте не ја нема. Така, значи, според сите овие симптоми, еве и околу исхраната, јадењето, апетитот, сонот, дали тоа треба да бидат сериозен знак за родителите да побараат, бидејќи децата сами не можат да одлучат или колку и се отворени спрема родителите, но на што да внимаваат родителите и веднаш да побараат соодветна стручна помош за да подобро да се превенира порано отколку подоцна да се лекува. Така. Би сакала да ги охрабрам родителите да побараат стручна помош кога ќе ги забележат сите овие низа на симптоми кои што ги напоменав, поради тоа што адолесцентите не се имуни на суицид и она што светската статистика ни го кажува е дека на 100 минути едно дете си го одзема сопствениот живот. Така што не е ни најмалку за проценување депресијата, бидејќи на хронична нетретирана депресија знае да доведе до едно суицидално однесување, ризично однесување, а дури да не е суицидално може да прерасне детето во зависник, во други, да речам, девијантни однесувања, кои што и како се многу потечки за третирање од самата депресија. Так, како веќе кога сме ке третманот, како се третира? Рековте еден момент дека сте лимитирани околу сета таа терапија како детски психијатри, меѓутоа каков е пристапот, каков е третманот на депресијата кај децата? Јас морам да признам дека секогаш, апсолутно секогаш, пробувам психотераписки. Уште, да речам, во најраните почетоци, кога запишав специализацијата, јас запишав паралелно со специализацијата психотераписки правци и имав прилика да завршам психотерапија когнитивно-бихевиорална во Бек институт во Соединетите Американски држави. Честитки пред се. Благодарам. И во Систина јас го практикувам тоа веќе неколку години. Имам прашалници, имам одредени, да речам, како да кажам, целни групи, значи дечиња до таа возраст, дечиња до таа возраст и слично, каде што јас и тој го имам на македонски, на англиски, на албански, каде што они самите имаат прилика да се препознаат, да видат дали е буквално да се го препознаат сопственото расположение. И она кој што когнитивно-бихевиорална терапија ни го дава, бидејќи во светот, да знаете, тоа е првиот модел што го даваме кај млади. Младите последно им даваме фармакотерапија, а освен што им даваме последно фармакотерапија, не само во Македонија, па и во светот сме лимитирани со фармакотерапија кај деца.
И докажано е во студии дека когнитивно-бихевиоралниот модел го менува, ја менува структурата, архитектониката на мозокот и буквално го менува начинот на кој што мислиме. И тоа е она што, ако се сеќавате на почетокот го кажав, ако некој постојано не збори, ти не си вреден, ти не будала си, какова го направи, смотан си, трапав си, слично. Тој модел на автоматски мисли кој што личноста ги превзима како свој, она себе се доживува во зависност. Ние кога сме деца, ние немаме капацитети за апстрактно размислување. Ние само имитираме што ќе кажат. Ги имитираме нашите родители. Ако они реагираат бурно, и децата реагираат бурно. Да. Па и вие ќе видите и моите колеги кои што лечат соматски болести, ќе кажат мајката има гастрит, бабата има гастрит, ќерката има гастрит. Па гастритот не дека е толку наследен, едноставно начинот на кој што стресот се трансгенерацијски како модел се дава на ова семејство, ние им даваме прилика на децата да ги научиме дека они треба стресно да реагираат па што готи да се случува во тоа семејство. И со когнитивно-бихевиоралната терапија ние ги учиме луѓето да ги препознаат тие автоматски мисли. Да препознаат дека тоа катастрофичко размислување, тоа антиципирање линијата, што ќе биде, како ќе биде. Па пример, ако имам четворка математика, се други ми се петки, па ја не сум доволно добар, па џабе не ме бива тоа четворката за никаде. И ќе се запише на правен факултет, не мора да оди на природни науки, така. Меѓутоа, децата во тој момент на катастрофирање не немаат прилика да видат дека постои друг факултет. Тоа вие го гледате со вашите его снаги. Меѓутоа, детето не го гледа. И тука е тој момент на кој што ние учиме детето гледа како се однесува и реагира родителот. Да, и знаете, и многу пати децата не ве слушаат, ве гледаат. И ќе видите во семејства кај што родители пушат, децата имаат право да пушат. Значи ние ги учиме дека они имаат право. Сега, дали ќе биде афинитетот на детето да пуши или не, меѓутоа ние им даваме автоматски сме афирмација. Знаете како јас кога доаѓав на вашето студио и емисијата се вика Добриот доктор. Автоматски јас имам афирмација. Јас доаѓам, јас сум добриот доктор кај вас. Вие ми давате награда уште пред да влезам. Значи, децата мораме да им дадеме награда уште пред да почнат они да се самостојуваат. Да носат сами одлуки. А ние ако ги кажуваме децата лошиот доктор, јас ако одам на емисија лошиот доктор, јас како би се чувствувала? Дефинитивно да, треба поттик и мотивација сигурно. За да ги охрабриме. И заради тоа ние ги враќаме, има и користам и други правци како диалектично-бихевиорална терапија, системска терапија, семејна, каде што семејството го вклучувате. Го вклучувам, што е многу важно. Бидејќи знаете како често пати симптомот на депресија, симптом на депресија кај дете, ќе дојде детето. Родителите ќе дојдат заедно. И просто како неговиот симптом на снижено расположение ги конектира мама и тато. И оно има научена една реакција. Јас кога не сум добра, они веќе не се караат. Они се добри, они доаѓаат со мене во болница, они ми даваат љубов и внимание. И ја ги учам мама и тато дека јас сум една како судија која што го контролирам нивниот конфликт. И мојот симптом ги носи нивна терапија. Супер, тогаш функционираме сите добро. И детето просто себе си се од таа дисфункционална позиција се става во улога да конектира близко посредник, мировник. Да, и заради тоа храбро ги, како да кажам, родителите мора да бидат храбри, мора да бидат одлучни кога станува збор за здравјето на нивните деца. Но пред се отворени. И да немаат стигма. Детски психијатар не делува токсично на децата, им помага. Да, навистина има потреба, многу деца имаат потреба кога сме кај стигмата, значи тоа е само една терапевтска можност со третман да му се помогне на детето, но доколку за жал се уште живееме во такво општество малограѓанско, така да се изразам народски, тоа е поизразено по внатрешноста, меѓутоа не е исклучок ниту Скопје. Споменавте суицидно однесување. Какви се последици доколку не се побара навреме уште во детска возраст соодветна стручна помош може да предизвика депресијата во детска возраст? Па така е, и она што, освен што нели го напоменавме оној момент на ризик по нивниот живот, ризикот за девијантно однесување како едно опозиционално однесување кој што знае да кулминира. Ние видовме во Србија што се случуваше. Попуштано училиште, да. Тоа се, да речам, попуштањето на училиште се едни првопретни симптоми на депресијата, меѓутоа ризикот за девијантното однесување останува, едно разбойничко однесување што ние го гледаме кај младите. Се почести се тие кражби, се почести се тие деликвентни однесувања кај младите. И злоупотреба на психоактивни супстанции. Да. Апсолутно, злоупотреба на, како да кажам, како да веќе стана нормализација, добре да моето дете претегува со алкохол. Па не е тоа за да го кажеме така и за да го нормализираме. Патологијата никогаш не смееме ние како возрастни да нормализираме. И заради тоа јас пак ќе кажам и доколку успешно се третира одредена состојба во раното детство или во адолесценцијата, шансите да се
повтори во текот на животот се помали. Но и да се повтори веќе ќе биде со послаби така, и знаци. личноста кога веќе ќе има развиено собствени его снаги кои што ќе може да го канализира тоа, она многу подобро ќе се носи со самата таа симптоматологија, него кога била нели дете. На самиот крај пак ќе се навратиме околу родителите и ваш совет до родителите. Убаво рековте, значи пред се треба детето да се мотивира и да се охрабрува пред да направи било што или пред да носи добри одлуки, но како да го направат тоа родителите преку пластични примери? Така, најпрво би кажала преку позитивното родителство. Позитивното родителство значи кај детето, доколку има одредени работи кои што не се допаѓаат, да не им даваме толку значење, да го дефокусираме детето кога прави нешто што според нас е погрешно, да го наградуваме во смисла вербално. Колку убаво црташ, колку убаво пееш, колку убаво разговараш, како убаво си се заигра сам, што убаво што сакаш да спортуваш. Секој нешто кое што вашето дете го сака, а е конструктивно, нели не е на штета на детето и на вашето семејство, да го охрабрувате. Да бидете, како да кажам, воодушевувачки настроени кон вашето дете. Доколку нешто не ви се допаѓа, разговарете, најпрво објаснете му, поставете му правила на вашето дете, бидејќи детето за да знае што треба, а што не треба, вие како родители сте должни да го направите тоа. За детето знае да ги како да кажам, да ги препозна и да ги исследи тие правила кои што ние ги наметнуваме. И ако ние му велиме на детето да не пуши, на пример, ние не смееме да се шетаме со цигара дома. Правилата да важат за сите. Тоа е најважното можеби. Правила за сите, нема правила со исклучоци. Ако детето ваше денеска е болно, вие тоа нешто што му е забрането му дозволувате. Автоматски го учите дека болеста е најбавото нешто што може да му се случи, вашето дете утре ден ќе биде класифицирано како болежливо, бидејќи она кога е болежливо добива се што сака. Вие како родители да ги поставувате столбовите на родителството. Но и премногу либерално однесување и слобода, не. Така, вие да ги градите правилата и да ги бидете секако и вие како родители вашето дете доследни. Доколку вашето дете не е доследно, не користете навреди. Значи, не од типот кога си ти трапав, него тоа што го направи не беше најадекватното кој што можеше. Да видиме како би можеле да поинаку. Така. Што мислиш ти, мама, како би можела поинаку да постапиш? Да им дадеме право и на децата, бидејќи децата имаат идеја, не сме само ние тие кои што имаме идеја. Не секогаш ние да бидеме капач на детето, пример добило 5 математика, 5 англиски, а чекај сега со 4 во физика што правиме? Нема што правиме. Браво што доби 5 и 2 петки. Точка. И кога ќе сакаме да видиме што се случува со физика, тоа може да биде друг ден, може да биде утре дента. А чекај малку физика, сметаш дека треба да ти помогнам за учење физика, да не биде тоа агресивно, казнувачки насочено, бидејќи децата со разговори да се спуштиме на нивната возраст. Во најраното детство ние сме најважните ликови за идентификација на децата. И тука максимално треба да се вложуваме заради тоа што се понатака па ќе речеме децата гледаат и одсликуваат како се однесуваат родителите. Доктор Камилија Симеонова, ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кое го споделивте со гледачите на Добриот доктор и задоволство ќе ми биде повторно да разговараме на некоја тема, да дојдете повторно во Добриот доктор, бидејќи навистина детската психијатрија има доста теми со кои преку разговори можеме да им помогнеме на гледачите, на родителите пред се. Драго ми беше, ви благодарам поканата и се гледаме повторно. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Ви благодарам за вниманието. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. А утре ќе зборуваме за остеопороза. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!